Најпрво сакам да го поздравам почитуваниот господин Санџеј Прадан, извршен директор на меѓународната иницијатива Партнерство за отворена власт. Почитуван Адмир Ималити, министер за информатичко општество и администрација, почитувана Фани Карамфиловска-Пановска и извршна директорка на Фондацијата Отворено општество, почитувани амбасадори и почитувани учесници на конференцијата. Република Северна Македонија е една од 78 земји што во 2011 година ја потпиша декларацијата за отворена влада, од која произлезе меѓународната иницијатива Отворено владино партнерство. Владата во тесна и продуктивна соработка со граѓанскиот и бизнис секторот и денес останува максимално посветена на имплементацијата на принципите на отворена власт. Таа вклученост на сите засегнати страни, како партнери и како контролни механизми, ја направија владата потранспарентна и поодговорна. Процесот создаде основа за партиципација, за ефикасно управување со јавните ресурси, за градење на систем на интегритет и за создавање средина за пристап до информации и отворени податоци. Горди сме што сме на прво место по отвореност и транспарентност во регионот. Да се биде на последно место во 2016 година, да се стигне до првото место и да се задржи првото место 3 години поред, значи волја, одлучност, посветеност, работа и одговорност. Придобивките од отвореното владино партнерство беа јасно препознаени од сите засегнати страни како огромен исчекор во транспарентноста и отчетноста. Затоа овој концепт го прифатија и сега веќе го практикуваат и општините, и собранието, и судската власт, што е наш сеопфатен придонес во владењето на правото. Со креацијата на петиот национален акцијски план, денес правиме еден голем чекор напред. Република Северна Македонија е во редот на првите држави кои го проширија опфатот кон сите институции и концептот го проширија кон партнерство за отворена власт. Со досегашните 4 национални акцијски планови спроведовме над 50 мерки и активности кои директно влијаат врз остварувањето на правата на граѓаните и кои го подобруваат нивниот статус. Воедно преку концептот на транспарентност, отвореност и отчетност ги доближивме институциите до граѓаните и ги вклучивме во процесите за креирање на владини политики. Тоа го препознавме како единствен правилен начин за креирање политики кои одговараат на интересите и потребите на сите граѓани. Овој концепт имаше огромен придонес во земјата да се трансформира од заробена држава во вистински и прогресивен пример за отворена и инклузивна власт. И тоа не само на Балканот, туку и ширум светот. Силната политичка волја за реформи, кои што континуирано ги отвораат институциите и ги трансформираат во вистински сервис на граѓаните, остана еден од главните приоритети на оваа власт. Во оваа насока е и воведувањето на многу нови алатки во изминатите години, како што е отворен трезор, преку кој се отворија трезорските трансакции на национално и локално ниво. Преку отворениот трезор директно придонесуваме во намалувањето на корупцијата, а трошењата се ефикасни. Воедно тоа е нашиот влог во подобрувањето на довербата кај бизнис заедницата и создавањето услови за економски раст и развој. Во новиот национален акцијски план се фокусираме на заложби кои ќе водат кон унапредување на транспарентноста и отчетноста, борбата против корупцијата, достапноста и квалитетот на јавните услуги, пристапот до правдата и заштитата на животната средина и климатските промени. Комплементарен на овие заложби е и процесот на дигитализацијата преку вградување на можностите кои ги нудат напредните технологии. Дигиталните технологии ни возможуваат консултација со граѓаните и граѓанскиот сектор да бидат секојдневна и редовна пракса. Ниеден политичар повеќе нема оправдување дека немал доволно време или шанса да се консултира со сите заинтересирани страни. Денес тоа е полесно од кога било досега. Сето ова кое што го кажав тука пред вас денеска, владата го прави во интерес на граѓаните, во интерес на медиумите и во интерес на граѓанското општество. Со ова ние ги поставуваме стандардите на владење и стандардите на политичко однесување. Градиме нова политичка култура во Република Северна Македонија, што ќе биде обврска и принцип на владење како сега, така и во иднина. Ви благодарам.